Здраво, драги родители! Добре дојдовте на видеата за свесното родителство. Денешното видео е второ продолжение од 19-тиот чекор од книгата на авторката Шефалица Бари родителска карта или родителска мапа. Насловот на овој 19-ти чекор е родители, родителствувајте во сегашниот момент или започнете да родителствувате во овде, сега и тука моментот. И Шефали во минатото видео, односно во првиот дел од 19-тиот чекор, зборуваше за тоа како родителите кога почнуваат да родителствуваат, голем дел од нивните минати искуства, минати доживувања ги носат во своето родителствување и на истиот начин како што тие искуства ги доживеале, ги пренесуваат во своето собствено родителствување, односно ги носат во своето собствено родителствување, без да се пренесат во сегашниот момент. Значи, нивниот фокус, наместо да биде во сегашниот момент со своето дете и да може да ја забележи вистинската потреба на своето дете, родителот да види зошто така се однесува, тој тргнува и е фокусиран од своите минати искуства и од таа точка тој носи одлуки за тоа како ќе постапи со своето дете, реагира од таа точка, значи од таа мината точка во односот со своето дете, која што носи го носи родителот во едно несвесно однесување. И тие та ги категоризирала во едни образци на вина, во образци на осуда и во образци на жалење. Меѓутоа, кога родителот тргнува по патот на свесноста, Шефали спомнува дека родителот постепено и полека, бидејќи процесот на освестување е навистина долг процес, не е лесен процес, и родителот почнува постепено да ги напушта тие образци и да создава нови посвесни образци, свесни образци, значи почнува да гради свесност за себе, во сегашниот момент, и кога почнува тој да го прифаќа своето минато, односно да ги прифаќа начините како тој делува во своето родителствување од минатото наместо од сегашниот момент, тој сваќа како тие минати, освестувањето на минатите образци му помагаат да може да биде она што е во сегашниот момент, како тој се гради како родител, како свесен родител. И што значи дека тој почнува да го цени своето собствено минато, значи како тие несвесни моменти почнуваат да го градат во позитивна насока, во насока на нова состојба на свесност. И покрај тоа сепак им објаснува на родителите дека голем дел од родителите, скоро сите родители, кога доаѓале кај неа, кога таа ќе почнала со процесот на освестувањето на нивните минати образци, тие самите ќе кажеле, ама да го знаев јас ова вака и вака, немаше така да биде. Меѓутоа, тука им спомнува на родителите дека ние да бараме самите, да мислиме дека од секогаш сме биле еволуирани е навистина голема заблуда и е многу наивно од наша страна, затоа што на тој начин ние ја поценуваме моќта на нашето его и наместо ние да постакуваме од секогаш да сме биле свесни, значи да не сме поминувале низ одредена несвесност, е навистина наивно и би требало ние да се радуваме за тие темни страни на нашето его, како повици кои што се упатени кон нас за наше разбудување и за наше конечно нивно напуштање и влегување во понови посвесни образци. И спомнува дека секој родител кој што всушност влегол во таа свесност и почел да ги прифаќа своите несвесни моменти, се учи на благодарност за тие несвесни моменти, затоа што ја сваќа
колкава е голема нивната улога во помагање на самиот родител да може да си го види собственото его и да може да почне да гради ново јас, да го напушта старото јас кое што е исполнето со его и да влезе во едно ново јас кое што уди во насока на неговата вистинска суштина. И секој родител кој можел тоа да го разбере и да го види, всушност ги сваќал и сите моменти кои порано го воделе кон една несвесност во процесот на родителствувањето и всушност тие кои биле моменти? Моментите кога, например, ние како родители сме им викале на нашите деца или моментите кога сме плачеле до исцрпеност заради некои работи кои не сме ги сваќале во тој момент зошто нас не носеле до солзи во односот со децата, или моментите кога сме се однесувале исто со децата на ист начин како и родителите како што се однесувале спрема нас, или кога ние сме му упатувале на децата негативни етикети, сме му викале биле лоши, биле вакви, биле такви. Или пак кога сме ги игнорирале, или пак кога тие нам ни се обраќале со зборовите те мразам, ти си ваква, ти си таква, кога сме влегувале во несогласувања, во конфликти со нив, или кога сме биле многу нервозни, кога ни носеле слаби оценки по некој предмет или по некој тест, или пак кога сме се чувствувале токму баш во таквите моменти како неуспешни, како разочарани родители и така натаму. Меѓутоа, токму овде Шефали спомнува дека само преку грешките ние можеме да влеземе во свесност за себе, само преку грешките единствено ние можеме да се разбудиме преку собствените грешки за начинот на кој што сме ги родителствувале нашите деца, можеме да се разбудиме во свесни родители, затоа што најчесто грешките нас не носат преку грешките наши ние можеме да си ги видиме собствените болки и страдања, да ги почувствуваме нашите болки и страдања и да превземеме одговорност за тоа. Едноставно да ги прифатиме како дел од нас. Затоа што се додека не ги прифатиме, ние и не можеме да ги признаеме дека се наши грешки, дека грешиме, туку секој ќе останеме во тоа его на авторитет, на големство, дека ние се знаеме, а дека децата ништо не знаат и дека едноставно децата грешат, а ние не грешиме. И кога ги признаваме собствените грешки, ние всушност секогаш секоја грешка, секое признание е проследена со одредена болка наша, со одредено страдање. И бидејќи не го сакаме тоа, ние како родители се разбира не го сакаме тоа затоа што не е лесно ние да влеземе во една таква состојба, затоа што упорно се држиме до нашето его, но кога почнуваме да ги освестуваме нашите минати образци, дека се знаеме, дека сме совршени родители, дека никогаш не грешиме, дека децата се криви, дека тие нас не нервираат и така натаму, тогаш многу поинаку можеме да делуваме во насока на свесност. Тогаш почнуваме да се разбудуваме и да сваќаме дека се она кое што порано ни било кажано, дека најдобро е да не знаеш, дека ако знаеш премногу ќе настрадаш, или пак како велиме, како ни кажувале нас постарите, седи си мирно, немој многу да мудруваш, не е ова за тебе. И така натаму, зошто ни го кажувале тоа? Затоа што навистина
разбирањето, знаењето, освестувањето е нешто кое навистина има голема сила, затоа што и често пати нас ни кажувале немој многу да знаеш, оти ќе настрадаш. И мислиме ние дека преку знаењето дека ќе настрадаме, меѓутоа во суштина не страдаме ние како личности, туку страда нашето его. Секое знаење и секоја свесност доведува до напукнување на површинскиот слој на егото. И почнува да се крши целата обвивка, почнува да се рушат голем број на знаења наши минати, кои што сме ги превзеле, меѓутоа кои што биле базирани врз егото. И целиот процес преминува кога почнува да се крши се обвивката, настапува нашето будење на свесноста, будење на вистината. Кога се крши егото, всушност настапува вистината и настапува свесност. И што значи тоа? Дека всушност влегуваме во една конфронтација со вистината за нашето его. Меѓутоа, вистинската трансформација кога може да се случи? Не промена, туку трансформација кај една личност. Може да се случи само кога човекот ќе се соочи со својата вистина. И затоа што и вистината и не може егото да не се распадни доколку не се појави вистината. Значи, тоа едно со друго секогаш си идат заедно. Вистината секогаш доаѓа со рушење на одредено наше его, кое што како знаење го држиме од одреден аспект од нашиот живот. И затоа велиме дека единствениот момент кој што е вреден за размислување не се тие да се враќаме, не е минатото, туку секогаш е сегашниот момент. Достоен момент за живење е сегашниот момент. Затоа што она што се случило некогаш повеќе не постои во сегашниот момент. Која е улогата на минатото? Минатото, улогата на минатите моменти е да не донесат во сегашниот момент. И мудроста со која што ние во животот се стекнуваме, од каде произлегува? Не произлегува туку така од да се јави од површноста, секогаш настапува од најтешките моменти, секогаш е поврзана со болката. Значи, таа не се јавува како наша свесност одеднаш, туку таа се јавува кога доживуваме најтемни моменти. Значи, колку повеќе имаме темни моменти во нашиот живот, имаме страдања одредени, толку повеќе и мудроста се јавува од тие доживеани темни моменти во нашите животи. Зошто? Затоа што мудроста од каде се кали, од каде расте, од каде се појавува, таа директно се раѓа од жарот на нашето страдање, од жарот на нашата болка. И затоа велиме да посакуваме да бидеме мудри ние, а без претходно борба во нашиот живот. Навистина е многу тешко тоа да се оствари, тоаш влегуваме во една заблуда дека сме мудри, а всушност не сме ја доживеале мудроста, не сме ја алхемизирале борбата во нашиот живот во мудрост. Например, таа тука Шефали објаснува, го зема еден за пример, го зема еден алкохоличар кој после 25 години е трезен
и како резултат на и е многу помудар исто така, пред се како резултат на тоа што бил во еден интензивен процес на абстиненција и интензивен процес на рушење на неговите стари навики, стари ставови, стари шеми на однесувања минати. И таа вели дека маките и болките кои што ги доживува тој човек во тој процес на вистина се големи. Меѓутоа, од друга страна, пак истиот тој човек може и да влезе во една состојба во која што на каење, на жалење, значи состојба на пекол, заради тоа што заради оно што себе си прво си го направил и долги години, заради неговата несвесност и исто така и заради оно што му го направил на своите најблиски, за тоа како постапувал. Меѓутоа, таа вели дека ваквото однесување, овие доживувања е природно од една страна, навистина да ги доживува, меѓутоа да се остане заглавен со такви чувства, со такво жалење, не е мудро. Зошто? Затоа што истиот тој човек, бидејќи веќе долго време бил во една нова свесност, во една нова состојба, тој повеќе не постои како поранешен алкохоличар, да кажеме како алкохоличар. Значи, едноставно неговата личност како алкохоличар не постои повеќе. Тоа е сосема нова личност сега. Затоа што ние луѓето со текот на времето, како растеме, ние напредуваме, создаваме нови навики, создаваме нови образи, старите умираат, новите доаѓаат и растиме се повеќе нови свесни делови во нас, така да ако постојано се навраќаме кон нашето минато во нашиот живот, што правиме? Ние само мислиме, влегуваме во една заблуда дека ние сме истите како порано. Меѓутоа, со текот на животот, како се менуваме, ние никогаш не можеме да бидеме истите. Значи, нашите старата личност, која некогаш, например, ако сме биле разочарани во нешто, сме се чувствувале неуспешни и така натаму, значи таа личност повеќе не постои ако веќе сме надминале голем број на аспекти, негативни аспекти од нашата личност. И ова е нешто кое навистина треба да го разбереме, клучно е да го разбереме доколку сакаме да водиме еден нов живот со нова енергија, обновена енергија, силна енергија. И токму Шефали вели дека ова е од клучно значење да го знаеме, за да не останеме закопани, закотвени во едни стари образи, негативни образи, минати образи, кои што само ќе не држат во образи, како што ги спомна Шефали претходно, на вина, на срам, на жалење за тоа што не сме успеале да го постигнеме во минатото, пред се како луѓе и тек потоа како родители. И Шефали овде објаснува неколку реченици кои навистина би можеле нам како родители да ни помогнат во таа насока, за да можеме да си го одржиме тој став на свесност, да си кажеме, например, јас сум таа која што сум, токму поради тоа што бев. Не можам да го негирам моето собствено минато. Тоа ме направи она што сум сега, денес. И ќе стојам горда и силна поради тоа. Ќе ги искористам сите мои сили да создавам сочувство спрема себе, да создавам љубов спрема себе и кон другите. Ќе искористам мојата болка за да создавам радост кон себе и кон другите.
и ќе престанам да живеам живот со жалење за се она што не бев и наместо тоа да се прифатам себе си за се што станав токму сега. И Шефали секојдневно таа се потсетувала себе си дека највредниот, најбитниот момент е сегашниот момент, она што е сега во сегашниот момент, како треба, што е она што е поставено, представено во нејзиниот живот во сегашниот момент, како да се постапува спрема она што го гледа пред неа, пред себе, во нејзиниот живот во сегашниот момент и исто така таа се однесувала и спрема своите клиенти. Значи секој ден ги потсетувала своите клиенти дека треба да го водат животот спрема сегашниот момент, во овде и сега моментот. Затоа што во тој сегашен момент ние ги преработуваме приказните од минатото и почнуваме да градиме нови. И таа вели дека токму овој сегашен момент е нов момент каде што можеме да почнеме однаво да го градиме нашиот живот. Затоа што минатото повеќе не е тука и дури да се сеќаваме на нашето минато во сегашниот момент, никогаш нема да биде исто, затоа што тоа е загадено со неточно време, со непрецизни податоци, со непрецизно време. Значи, ние никогаш нема да се сетиме она што се случило во минатото на ист начин како што тоа тогаш било, затоа што од тогаш до сега ние самите сме се промениле и затоа таа вели дека не треба да се држиме до минатото, токму поради тие причини, затоа што нема смисла да го повторуваме одново и одново минатото. Единствената важност е да разбереме како нашето минато влијаело врз нас. Значи, неговото искуство врз нас и како дали позитивно или негативно влијаело, значи како, што сме искористиле од неговото, од нашето минато, кои се бенефитите од она што ни се случило во минатото и ако е така, тогаш можеме силно да си кажеме, цврсто и силно да си кажеме дека јас сум тука, овде и сега и сум подготвена одново да почнам. Затоа што, како што вели Шефали, да мора да сватиме дека се она кое што не грижело, не загрижувало, не вознемирувало во вчера некни, сето тоа е штетно за нашата утрешна состојба. Се она кое што сме го квалификувале како што ако, не спречува нас да го прифатиме, да ја прифатиме суштината на она што е во сегашниот момент. И доколку целосно присутни сме во сегашниот момент, единствено тогаш ние можеме да видиме пред себе си колку многу шанси можеме да имаме и да ги искористиме за наш добробит. Колку многу можности и шанси имаме во нашиот живот во сегашниот момент и како да можеме да ги искористиме за наше подобрување, било на здравје, било во професионална ориентација, било во родителствувањето и така натаму. Значи, како што вели Шефали, да не чекаме совршени моменти, да кажеме, например, во родителствувањето, да чекам децата да подпораснат, па вака ќе правам, или пак да чекам
да се поврзам на свесен начин со своите деца, да чекам да подпораснат, или пак не е сега моментот да можам да му се извинам на детето, без разлика дали тие се возрастни, дали се одлетани од нашето гнездо, или пак дали се уште мали. Секогаш ние да мислиме дека сегашниот момент е тој момент кој што е најадекватен да можеме на свесен начин да се поврземе со сопствените деца и од тука да ги извлечеме најдобрите резултати во однос на свесно поврзување и свесно родителствување со нашите деца. Меѓутоа, кога постојано ќе услушаме гласот на осудата, на вината, на жалењето, кога постојано се враќаме на назад, тогаш Шефали вели, а тоа секако дека ќе се случи, затоа што родителствувањето, свесното родителствување е навистина процес, животот е навистина процес, ќе се јавуваат неминовно такви моменти, бидејќи ние сме живи битија, секогаш да прво да сочувствуваме спрема самите себе си и да покажуваме љубов спрема самите себе си. Непобитно е дека таквите моменти ќе ни се јавуваат и кога тоа ќе го направиме, ќе гледаме самите како постепено ја напуштаме осудата за тоа кои сме биле порано, какви сме биле порано и нежно постепено влегуваме во сегашниот момент. И кога сме во сегашниот момент, многу полесно е да можеме да се видиме низ очите на љубопитност, низ очите на љубезност, низ очите на простување, и самите да си кажеме, добро, тука сум била ете жртва на околности, или пак не сум знаела за подобро да постапам во односот со своето дете. Секогаш кога ние си даваме предност на себе си, секогаш ќе можеме ние да си покажеме сомилост кон себе, а многу помалку да се сомневаме во своите способности како родители, свесно да родителствуваме. И да сватиме дека ние сме родители кои навистина сме способни да бидеме одговорни и да бидеме љубовни истовремено спрема своите деца. Затоа што кога ги напуштаме образците на срам, на осуда, на вина, го напуштаме нашето его, кое што порано се базираше врз несвесни, негативни образци и дозволуваме да се приближиме кон нашата суштина, без разлика на годините кои што ги имаме во односот со децата. Значи, ние можеме да започнеме нов пат на наше родителствување во нашите животи, заедно со децата. И колку повеќе сме имале на тој пат кривини, препреки, да знаеме дека толку се поголеми потенцијалите наши за будење и за трансформација кон еден свесен родител. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.